Не се одржа најавеното ждребување во Државната изборна комисија. Требаше да се утврдат листите на кандидати за градоначалници и членови на општинските совети за предстојните локални избори. Пробивањето на рокот за официјализирање на кандидатурите се должи на пад на АКМИС системот во Кривичниот суд, поради што општинските пропуштија да ги пополнат апликациите, а Државната изборна комисија не можеше да ги потврди кандидатските листи, бидејќи не се комплетни. За главнината кандидати недостасувала потврда за неосудуваност, која што ја издава Основниот суд Скопје 1. Предпладнево проблемот е отстранет и од ДИК посочија од судот добили известување дека потврдите ќе бидат издадени веднаш. Рокот за поднесување на кандидатските листи истече на полноќ на 14 септември, пошто поминаа 3, а општинските изборни комисии имаат 2 дена за целосно да ја комплетираат електронската апликација, за да можат да се сумираат податоците. Во меѓувреме, во оптек се имињата кои ќе бидат најактуелни следните 30 дена. Очекувано и според најавите, најобемна понудата од најголемите ривали на македонската политичка сцена, ВМРО ДПМН со 67 и СДСМ со 65 своји градоначалнички кандидатури, а ќе подржат и номинации надвор од своите редови. Партијата, која беше убедлива пред 4 години и на овие избори ќе им верува на голем дел од актуелните, околу 30 општински челници, а во преостанатите локални самоуправи ќе се обиде и со нови имиња. Меѓу нив и оние на неколку пратеници и поранешни министри. Со членови на Македонското собрание доверба во дел од општините ќе бараат и социјалдемократите, а најзвучните партиски имиња, меѓу кои дел државни функционери, се адути и во албанскиот блок. Што се однесува до профилот на кандидатите, заедничко за сите партии е тоа што повеќе им веруваат на докторите отколку на бизнисмените, а кај сите во длабока и легала се дамите. 6 жени од власта, 4 од опозицијата успеа да ја добијат поддршката на своите сопартијци или коалиции. Куриозитет е Левица, која кандидираше припадничка на понежниот пол во Скопје, дури и претера со дамите, па ја коригираше предложената советничка листа во општина Ѓорче Петров. Престојните избори ќе донесат и тајни и отворено декларирани коалиции. Се договорија и партнерите во власта. СДСМ е без кандидати во неколку општини со мешано население, туи ќе ја врати услугата во Скопје. Токму главниот град ќе биде најголемиот мегдан, за прв човек на престолнината се поднесени 8 кандидатури. Освен ВМРО ДПМН и СДСМ, за власта во Скопје ќе се борат и Левица, ТМОРО, ДПА, БЕСА, Алијансата на албанците и Народното движење за Македонија. На локалните избори самостојно ќе трчаат и 25 кандидати за градоначалници, а поднесени се и 47 независни советнички листи. На 15 октомври ќе се одржат 6-тите поред локални избори во Македонија. Ќе се гласа на 3480 избирачки места за власта во 80 општини и градот Скопје. Официјално изборната кампања ќе тргне на 25 септември и ќе трае 20 дена. Вториот круг, каде што е потребно, ќе се одржи на 29 октомври.